Благодарам, председателе, почитувани колеги, почитуван вице-премиер на владата на Македонија, доредовте во собрание. Вие ќе останете како заедно вашиот колега Бочварски ќе остане запаметен во неговото министерување за жал по тоа што во првата недела неговиот родител доби тендер. И ми е жал што вице-премиер за координација на економските ресори ќе остане запаметен во Република Македонија во собрание по тоа што нема да биде по тоа што не сте подали анкетен лист, туку ќе биде по тоа што сте биле во Виена и сте парале поддршка за преговори за продажба на Адегама на Мак Петрол. И тоа ќе си го имате како петно позади вас, бидејќи знаете дека ова што го правите и ова кое што се обидувате го реализирате е практично една легализирање на дивоградба која што имаме во правниот систем во Македонија и која што ни се вовлекува долго време оваа дивоградба и баш вие сега се најдовте после 15 работни дена министер да ова се донесе во собрание за да нема одговорност, само тоа ќе објасниме понатаму. Преска зборувавте дека направивте некоја компарација дека претходната влада градела 60 километри за 70 милиона евра, а ние за 65 му даваме и купуваме објект. И до кога така вие многу пари имавте за цевки, ама сега ние да земеме од ова друго. Не е во ред. Тоа мора да престане. Тоа мора да престане. Ја очекував барем од кадри како вас кои што прва влегуваат во политика, долго време по медиуми, по дебати, барем таквата реторика да престане. Не е аргумент во минатото кој колку пари потрошил за цевки, согласувам дека се многу пари, како за многу други работи во оваа држава вие 30 години, ама очекувам дека луѓето што прва влегуваме во политика, тоа треба да го менуваме, а не да го користиме како објаснување на преходните што само тоа го верглаат во круг. Брзо е фатил вирусот во тоа што седи лево од вас на седници на влада. Дали, господине Битики, знаете, бидејќи многу се грижите за гасификацијата во државата, тоа се поврзува и со животна средина, дали треба да има гасификација? Да, треба да има гасификација. Дали државата треба да има доминантна улога тука? Да, треба да има државата доминантна улога. Дали треба да биде 100% можеби државно? Да, треба да биде 100% државно. И се го поддржувам ја тоа. А може да кажете на јавноста со ребалансот на буџетот колку пари оставивте до нова година за гасификација? Знаете? Дали знаете? Колку? 163.000 евра. Повеќе немаме. Толку имаме 163.000 евра за гасификација. Со тоа се бориме за зачувување на животна средина. Ама за тоа сме имале 34 милиона евра за определени луѓе. Јас од оваа говорница, дека бевте вие во Виена, критикував една изјава на премиерот. И мислам дека и вие ќе искритикувате таа изјава кога ни кажа јасно и гласно на сите дека сите мали и средни предпријатија ќе ги остави да пропаднат и дека ќе се грижи Македонија и владата со наши пари за локомотивите. Тоа го кажа јавно на телевизија. Јас тука дури го пуштав, ева изјавата, ако не сте ја слушнали, ви ја кажувам, вика вака. Вели вака. Сите мали и средни предпријатија ќе ги оставиме да пропаднат со раката вака, ние мораме да се грижиме за локомотивите во општество. Кои се локомотивите? Тоа се олигарсите од времето на претходните раководства на СДСМ. Тоа се нивни чеда. Не се ваши чеда, господине Битики. Они треба да се грижат за нив, не вие. И сега што правиме? 30 и кусур милиона евра ќе ги даваме на Мак Петрол во време на криза, во време кога земеме скапи кредити, во време кога се задолжуваме енормно. Имавме тука пред 2 недели закон 90 милиона евра задолжување, имаме нов закон 46 милиона евра задолжување, имаме трет закон преку владата се задолжувате 55 милиони евра, да, нешто се враќа, нешто останува и сега баш сега мораше ова да се направи. Овој спор е толку многу долго време. Толку многу проблеми има правни заврзлами во тој спор. Толку многу имаше обиди за подкуп на определени претходни министри за врска со овој спор. Многу претходни министри за економија беа променети ради овој спор. Многу претходни министри тоа јавно го зборуваат. Не е ова моја некоја информација која што е испод кулисите. Јавно луѓето зборуваат дека се нуделе подкупи за ова се заврши. И погодете што, никој не го завршил. Ама славниот Фатмир Бетики после 15-20 работни дена во министерство, кој вице-премиер, одлучи ова да го оконча на сметка на граѓаните на оваа држава. Јавноста треба да знае дека опозицијата ова
во овој не може да го блокира со поднесување на 2, 3, 4 илјади амандмани, она што е познато како филибастеринг. Зошто? Затоа што е поскратена постапка. Нешто што трае 30 и кусор години, ние сега го минеме поскратена постапка. Зошто? Затоа може опозицијата да не го блокира. И треба да знаеме дека кога ќе имате ден за гласање горе во собрание, целото ова ќе помине и мене тоа ми е повеќе од јасно. Исто како што и вас ви е повеќе од јасно дека ова е противуставно. Професор по уставно право ви кажува. Професор по уставно право дека ова е противуставно. А знаете ли што, господине Битичи? Ќе помине в уставен суд. Сега кој таму Кацарска, ќе помине в уставен суд. И се ова ќе се заврши. Јас сум во тоа свесен, како што сте и вие свесен. Ама разликата, почитувани граѓани, дали знаете што е? Целото ова го гледа и Европска унија, целото ова го гледа цела меѓународна заедница, сите овие циркузи некаде се нотираат и потоа кога ќе дојде некој глупав спор како Бугарија, ќе ни кажат, решете си го сами. Нема да застанат позади нас, бидејќи, народски кажано, знаат што мустра сме во оваа држава уназад 30 години. Со вакви работи ние се бавиме, се ова ќе помине, мене ми е совршено јасно, ама некој забележува. И за тоа не се залага позади нас. И сите следни генерации ќе останеме овдека, ќе тапкаме уместо, бидејќи оние кои што се одговорни, помилуј ми е Заев и парите, него ли вистината и благодетот на граѓаните. Понатаму. Колеги, мене ми е јасно дека стратегија кога е нешто неодбранливо на вас од мнозинството е да се молчи. Да бидеме искрени, да се погледнеме во очи, тоа ниту вие го измисливте, само го правите пошто го правеше преходната опозиција, па и преходната пред таа опозиција, дека секогаш кога ќе дојдат од владата, бидејќи владата за разлика од собранието се смета за елитно друштво, сите претседатели, потпредседатели и секретари на партии дојдат во влада. Така било 30 години во оваа држава, така продолжува и сега. И не ми е јасно дека ќе молчите и само ќе гласате, но истовремено сакам да видиме некои работи. Вице-премиерот изборуваше за СРМ, Социјалистичка република Македонија, нешто читаше. Ние да баталиме, господине Битики, Социјалистичка република Македонија, веќе влеземе у Варшава Северна од 2019 година и што вели? При вака примената предлог спогодба, Државното правобранителство на Република Македонија до владата на Република Македонија достави допис, укажување и мислење, број тој и тој од 1 август 2019 година, во кој наведе дека како државен орган кој презема мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија, укажува дека склучување на доставената спогодба за вонсудско решавање на спорови во кои страни се од една страна владата, која што ја представува тој и тој, и Мак Петрол АД, застапено од тој и тој. Вика вака: ова би предизвикало последици спротивни на имотните интереси на Република Македонија и сметаме дека истата не треба да биде подпишана. 2 август 2019. Не Тито, не СРМ, 2019. Правителство, да знае јавноста, е орган кој што го плаќаме од нашиот буџет, кој што се грижи за имотот на Република Македонија. Бидејќи во оваа држава континуирано има политичари кои што не се грижат за имотот на државата, системот смислил институција која што е платена на наши пари за да се грижи за имотот на државата и добрата кој што ги поседува овој народ. И тие ви викаат дека не треба да се потпише оваа спогодба бидејќи сметаме дека тоа е спротивно на имотните интереси на Република Македонија. И тоа го знае вице-премиерот, ова за вас, колеги. Бидејќи повторно ќе треба да се погледнеме овдека во очи. Овие се информациите. Од СРМ е едно. Не знам што било таму. Знам од 2019 година што е. И не сакав да играме со ниски страсти, дури кога правобранителството на владата и кажува дека не треба да го потпише, кажува дека сте ни пратиле по пошта, непрепорачано, необезбедено да ви даваме мислење. При тоа,
Сакам да знае јавноста дека премиерот на Република Македонија, господинот Заев, во дописи, да не ги цитирам сега како одат, ќе ги парафразирам, во дописи со правобранителството му вели: вие нас да не застапувате, што е нормално, бидејќи тоа им е работа на државното правобранителство да застапува владата при имотни спорови, а потоа му вели и да го потпишете договорот. Зошто? И потоа правобранителство одговара и вели: извинете господине Заев, вие сте представник на владата и само вие може да потпишете договор. И човекот се не знае што да прави, знае дека ако потпише договорот, работите се вртат. И што вика, што да правиме сега? Ајде сега ти бидејќи си нов овдека, реши ја цела работа, иди во собрание, бидејќи колективна одговорност не постои. Не постои. Ова ќе помине, ви кажав така го започнам целото ова. Ќе помине на оваа комисија, ќе помине на седница, ќе се гласа, ќе иде на уставен, ќе дое царска 5-4 ќе видите и се ова ќе заврши. Европска унија гледа. Европска унија овие стандарди не ги поддржува. Европска унија вакви дејанија не поддржува. Затоа не застанува позади вас. И тоа многу ме боли, 5 пати ќе ви го повторам. Ни бараат некои глупави услови наму, не насукавте на сув остров и никој не застанува позади нас, пошто сме криминалци. Не рачунуваат за криминалци. За корумпирана влада, рекетарска. Затоа никој не застанува позади вас, а ние само им даваме масло на огнот со овакви коруптивни работи, овакви легализации на правни дивоградби. И ова мора да престане. Не сакам да одземам многу време, да се свестиме што правиме. Ништо не е од поголем интерес од интересот на народот, од интересот на граѓаните. Ништо не е посвето од иднината на младите генерации, за кои што ни е полна устата од прв до последен, од прва до последна партија. Да престанете со такви обвинувања, кој колку украл, знаеме, свесни сме, и вие и јас. Да почнеме на нова ера во која што ќе нема таква реторика, ќе нема вакви дивоградби во правото, ќе престанат да ни се смеат и ќе бидеме почитувана држава. Бидејќи вака, не сме. Благодарам.